Овој 11 октомври 2016 година сигурно ќе биде запаметен не само по големиот народен празник, туку и по овој историски успех на македонската фудбалска репрезентација до 20 години. Овој датум со златни букви ќе биде испишан во фудбалската историја на Република Македонија, кога една репрезентација наша успеа да се квалификува на еден голем турнир, поточно на Европското првенство во Полска, што ќе се одржи во јуни 2017 година. Тоа беше еден навистина неверојатен натпревар. Македонија својата работа ја заврши уште во првото полувреме со головите на Кире Марковски и Енис Барди, поведе со 2:0. Тоа се покаже и како конечен резултат. Македонија можеше и многу полесно и поубедливо да ја совлада Шкотска. Давид Бабунски утна пенал, потоа и Кире Марковски имаше уште една неверојатна шанса. Во второто полувреме нашите млади фудбалери само ја одржуваа таа предност, го диктираа темпото на игра, ја држаа топката во свој посет и чекаа шанса, односно чекаа можност од Украина за да не одведе на едно големо европско првенство. Тоа и се случи. Среќата не посака овој пат, кармата ни врати. Украинците неверојатно славеа со 4:2 на гостувањето кај Исланд, иако Исланд беше во пол позиција да се пласира на европското првенство наместо Македонија како први во групата, но ете украинците им ги поматија сметките и ни направија огромна услуга на нас, на нашите млади фудбалери. Со нас гостин во ова издание на вестите е Филип Поповски, генералниот секретар на Фудбалската федерација на Македонија. Поповски, ова сигурно е ден кој верувам вие, но и целата фудбалска федерација и целата Македонија никогаш нема да го заборави. Сигурно е чест да се биде дел од една ваква репрезентација, една златна генерација од која во иднина ќе очекуваме не само пласман на европско првенство, туку сега ќе очекуваме и добар настап на европското првенство, а потоа и оваа генерација кога ќе дојде во сениорите, па зашто да не уште еден историски успех и пласман на едно европско првенство во сениори. Како да не, најпрвен честит празник, честит 11 октомври, но пред да продолжам понатаму, честито на селекторот Боби Милевски, на сите репрезентативци, честито на репрезентацијата на Украина, благодарам многу, благодарам до сите вработени, до сите што беа вклучени, вклучувајќи ви вас медиумите, кои сите заедно ни помогнавте да го ствариме овој резултат. Како што напоменавте, ова не е преку ноќ, ова е труд кој е вложен од одамна, исто како што го донесовме преку стратешкиот план. Изминатата година наша цел беше поставена да оствариме бараш на овие средби, но секако се случи спротивното, отидовме понатаму. Секако дека верувам дека со согласно добрите планови, со согласно добрите поставени цели, имаме можност, имаме план, имаме насоки да успееме и во некои наредни квалификации во наредните 4 или 6 години. Може би е прирано да споменувам, но ќе добијат ли награда младите фудбалери? Може би се уште е рано, се уште сте во еуфорија, но очекуваме ФФМ да ги награди овие млади фудбалери. Напротив, ние сме добро организирани, претходно исто така и го планиравме овој момент, но да оставиме во наредните 2-3 дена да управниот одбор на ФФМ одлучи по ова прашање. Секако дека ќе има награда. Колку значи за македонскиот фудбал овој историски успех, бидејќи ова може да повлече еден позитивен бран на резултати, зборуваме за оние репрезентации до 19, до 17 години, па и за сениорската репрезентација. Секако овој успех представува многу. Враќање на вербата во фудбалот во Македонија, потпомагање на фудбалот на сите оние кои што сакаат да се бават со фудбал, креирање на нови идоли, на нови фудбалски имиња кои ќе бидат за секогаш пишани во македонскиот спорт. А тоа се повеќе дечиња што ќе играат фудбал, повеќе луѓе што ќе се бават со фудбал и секако сите да го сакаат фудбалот. Поповски, ви благодарам и уште една честитки за овој успех, бидејќи Фудбалската федерација е дел од овој историски успех. Се надевам дека на Европското првенство повторно ќе имаме можност да разговараме и со еден нов историски успех. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, еве и ние ќе им честитаме на фудбалерите на Македонија до 21 година на чело со селекторот Благоја Милевски, бидејќи во текот на овие квалификации има само еден пораз. И тоа на стартот против Исланд на гостувањето загубија со 3:0, од тогаш па наваму само победи и 2 ремија против репрезентацијата на Франција. Одигра навистина фантастични квалификации, кога никој не веруваше во оваа млада генерација на фудбалери. Селекторот Боби Милевски уште на своите први изјави, на своето прво интервју во јавноста како беше назначен за селектор на U21 рече и веруваше дека Македонија може да биде учесник на едно европско првенство.